17 часот и 22 минути, вие сте со уште едно отворено студио на телеканал А1. Како и секој четврток, така и овој разговараме на актуелни теми и теми поврзани со успешноста, креативноста, мотивацијата, но и она што го прават нашите сограѓани од различни генерации за подобрување на животот и условите во нашето општество. И денес ке имаме еден токму таков гостин, поточно гостинка, која ни доаѓа од Миравци и која е вистински пример за тоа како нема поделба помеѓу машките и женските професии и како жените навистина можат да бидат репер за лидерство и моќ. Денес моја и ваша гостинка е Бојана Иванова. Бојана, добар ден и добре дојде во отвореното студио на телеканал А1. Најпрво добро вечер. Значи мило ми е за поканата во вашата телевизија. Како што кажав и во најавата, Бојана, ти си поим за една поинаква доминација. Доминација на терените, на големите на фудбалските терени. Од каде е љубовта кон фудбалот? Невообичаено за женско, додека другите си играле женски со кукли, ти си играла со топка. Од каде љубовта кон фудбалот? Љубовта кон фудбалот ја добив уште мала. Значи на моите 6-7 години почнав така со машки по стадиони, по улици исто. Значи имаше тренерка една од Валандово, женски тренер, дојде кај мене дома за прв пат и ги замоли моите родители и вика ќе ја најавам и голем поздрав до неа Гордана Кочева. Дали ќе може Бојана да настапува за мојот клуб, за ЖФК Валандово. Тој е мој матичен клуб, кој што стварно имам поминато долго време со нив. Дојде кај мене, почнав во ФК Валандово, моите без проблем кажа нема проблем, кога е спорт во прашање, нема никаков проблем. Почнав во тој клуб, се така до моите 9-10 години, па може да кажам и 11. Потоа преминав во ФК Тиквешанка, Кавадарци, кој што имам прекрасни моменти таму. Имам освоено куп и правенство во женски фудбал. Со Тиквешанка имам поминато 1-2 години. 2 години, додека не дојде моето училиште во питање. Прва година средно замена во Скопје, потоа се преселив во друг клуб во Скопје, почнав за наше такси, кој што играв многу мал период, може да кажем едно 6 месеци. Потоа ми се отвори некоја шанса да заминам за Холандија. Значи, као проба во професионалниот клуб ФЦ Утрехт. Заминав таму многу поради условите и поради тоа што бев превише мала. На моите 13-14 години не можев да успеам таму и морав да се вратам пак во Македонија. Се вратив и продолжив за друг тим, исто од Скопје, пошто таму си бев средна школа и таму настапив за ЖФК Единство. Исто така многу мал период настапував за тој клуб. Исто така ми се отвори, пак заминав за Србија. Таму бев 6 месеци, мора да кажам, во ЖФК Машинац, тоа е Ниш. Со фудбалерките се приклопив предобро, значи ме прифатија како ни соиграч и 6 месеци не беа нешто доволно како да отидеш надвор, али пак се вратив назад во Македонија и тоа многу жалам што назад се вратив. Дојде ден да играм токму тука во Струмица за ЖФК Тиверија. Ги поздравувам моите фудбалерки од ЖФК Тиверија. Играв кој што бевме многу блиску до првиот на табела, многу блиску и така со поени бевме малку од првиот бевме многу блиску. Така сега ќе повикам тука од режија да ги погледнеме и фотографиите, па да може да искоментираме, нели? Така после што следуваше после за искуството во Тиверија, нели? Да, Тиверија, значи таму бев година и пол. Така. Од Тиверија малку направив фотографиите, пауза. Може да ни кажеш? Значи, ова е фотографија, последната фотографија од квалификацијски круг на А репрезентација на Македонија, кој што настапуваме во фаза на квалификации за Европско правенство Холандија 2017. Исто така, ова е фотографија, тука сме во Италија, Милано. Прошлата година кога бевме во Милано, така и исто игравме за квалификации. Исто и ова е фотографија пред хотел. Значи ги имам превише многу фотографии, не може да се опишат. И
Така, колку, Исто, да. колку време остана во Тиверија во Струмица? Една година. Таму бев само една година, пошто после тоа малку паузирав, па заминав кај што сум сега во ЖФК Истатов Нов Доер. Колку време си веќе во Истатов? Во Истатов сум више година дена. Паралелно и студираш, запишана си на факултетот за физичка култура во Скопје. Како наоѓаш време и за факултетот, и за тренинзите, и за се останато што... Вака, значи јас сум моментално воредно на факултет. Така? Ја студирам веќе последната година од студирањето. Значи немам никаков проблем во фаза на пример на тренинг или за студирање. Секогаш се наоѓа начин, ако сакаш да тренираш, значи има начин за се. Факултетот не ми врши некој притисок на моите тренинзи или на моите настапи со репрезентација, со клуб. Немам никаков проблем од таа страна. Факултетот еден ден ќе заврши, значи фудбалот ќе заврши, значи може ќе дојде ден да седнам на професорско столче во некоја гимназија или некое средно училиште, основно било што. Фудбалот за мене на 22 години можам да кажам имам уште малку. Не можам више да продолжам со фудбал заради тоа што годините си го прават своето. А може ли да се живее од спортот, конкретно од фудбалот, конкретно за женските, конкретно во Македонија? Може ли во Македонија не може да се живее во спорт, искрено можам да кажам. Значи, прво и основно, ние немаме спорт кој што можеш да живееш од него. Треба да имаш стварно услови за игра, услови за тренинг, услови за се што постои зборот спорт. Значи, тоа во Македонија го нема. Јас сум била во странство, во еден клуб кој што се игра за пари, се живее за пари, фудбалерки кои што стануваат луѓе кои што се пензионираат со фудбалот, а во Македонија конкретно можам да кажам дека не може да живееш од спорт. Заради тоа што кај нас спортот мислам дека е на нула моментално во оваа време. Кога спомена веќе од каде љубовта кон фудбалот, кажа дека твоите дома те поддржале, останатите, другарките, пријателите, нели ти кажа зошто баш од сите спортови, зошто баш имам другарки кои што стално ми спомнуваат фудбалот е машкодански спорт. Машкодански во смисла машки спорт. Да. Значи не мора тоа опште да значи. Фудбалот женски мислам дека е спорт кој што луѓето во странство го подразбираат. Едно можам да спомнам, значи кога играме ние утакмици, кај нас не може да пратат луѓето спорт. Не доаѓат за навивање или да те подржат во смисла. Во една Шкотска кога бевме беше цел стадион полн, значи може да кажам квалификацијски круг кој што беше стадионот фул. Тоа во Македонија никаде го нема, а другарките, пријателите нормално дека ме поддржуваат за тоа, значи нема што, пошто тоа е мојата љубов, тоа е мојот сон, си можам и си играм. Да. Начнам малку од прашањето кое што сакав подоцна малку да ти го поставам во однос на тоа колку женските гледаат фудбал. Машки фудбал гледаат, да, поради тоа што имаат симпатија кон одредени фудбалери. Да. Меѓутоа колку машките и женските гледаат женски фудбал и дали ете си била и во Србија, си била и во Холандија, дали може да направиш една паралела колку таму се гледа женски фудбал и колку тука се гледа женски фудбал? Значи за разлика во Холандија, значи во Холандија и во Србија, една Србија која што е од нашиот Балкан, значи луѓето идат и си гледаат фудбал. Значи и навиваат, претпоставам. Па наравно дека навиваат и без проблем. А тоа што машките дали навиваат за жените, можам да кажам многу тешко прашање што може да се одговори. Има, али тоа се многу ретки кои што доаѓаат на стадион и навиваат. Можам да кажам, ако некогаш се деси да играме некоја утакмица и после нас има некоја машка утакмица, остануваат машките да гледат утакмица, значи не изгледуваат и почнуваат они со утакмица. Али тоа е многу ретко. Имаш ли некој репер, да не кажам идол? Идол ми е Кристијано Роналдо, морам тоа да го кажам. Кристијано Роналдо, за тоа што навивам страшен фан сум на Реал Мадрид, кој што дома имам све од Реал. И сон ми е да отидам за Шпанија да гледам Ел Класико, Реал Мадрид, Барселона. Може еден ден ќе се оствари таа желба да заминам за Шпанија
и да гледам тоа Ел Класико, пошто стварно ми е фан Реал Мадрид. Не знам зашто меѓутоа очекував да кажеш некое женско како репер и како идол. Меѓутоа добро, во ред, имаше некоја женска фудбалерка? Да, мојата фудбалерка така како играч што ја гледам и што ја ценам е Марта. Таа е од Бразил, таа е страшен фудбалер, моментално е во Розенгард, Шведска. Заедно со мојата другарка Наташа Андонова, која што играат заедно во исти клуб. Значи, тие се незаменливи, да ти кажам искрено, пошто девојките имаат потенцијал, значи играат од срце и стварно се професионално се занимаваат со спорт. Што друго освен фудбалот сакаш да правиш во животот? Кои се твоите интереси? Кажавме те факултетот, тренинзите. Во животот, значи, немам нешто посебно, освен да си завршам факултет. Така. Тоа е најбитната ствар за мене. Останува па да дојде ден да се вработам и во животот само посакувам уживање, уживам да шетам, тоа е мојот. Да. Така. Дали фудбалот бара жртви во однос на тоа дека треба, нели, посебен режим на живот, посебен режим на исхрана, нели, помалку алкохол, помалку излегување од тој аспект? Што е тоа што го бара фудбалот од тебе и како се приспособуваш на тој начин на живот? Значи, вака, можам да кажам дека кога имам утакмица, значи тоа кај мене нема шанси, сабота имам утакмица, а петок да искочам, значи дома сум. Така. Тоа си е професионално кој што стварно го бара сабота да истрчиш и да осетиш тоа што спортот го бара. Друго, со алкохол не располагам, значи таква работа нема. Можам да кажам дека спортот бара одмор, бара рекреација, малку да се одмориш, за да може да си ја завршиш работата, сабота, недела на утакмица. Значи, цела недела тренираш, викенд имаш утакмица. Значи, барем тој што веќе така си игра рекреативно, може да искочи по дискотеки, по кафичи, да се забавува и да трчи, али јас кај мене тоа го нема. Значи, си имаш утакмица, ти треба одмор, ти треба здрава исхрана. Со што се храниш најчесто? Каква храна консумираш? Што е потребно? Морам да кажам дека сабајле користам Herbalife. Значи, не го користам попладне, за вечера, туку го користам исто со мојата мајка, морам да ја поздравам. Мојата мајка исто го користи Herbalife-от, кој што го користиме на сабајле. Тоа не е поедок, значи важен поедок. Потоа, евентуално, ако имам нешто тренинг после појадокот, значи имам ограничување на тоа Herbalife, го користам во секој ниво, користам формула 2 и 4, масти исто така. Значи тоа не мора да значи, али можам да кажам дека без тренинг ништо не си. Значи тренингот е најважната така кажам. Мисле во однос на конзумирање на повеќе овошје, зеленчук, Да, поставам тука овошјето и исклучена брзата храна, нели? Да, газираните фала Богу. пијалаци. Значи, можам да кажам дека зеленчук, овоше, салати, такви работи, течности најпрво, значи тоа мора секој спортист да го внесува во себе. Не само јас, значи секој спортист мора тоа да го внесува. Ти пречи ли тоа што треба така да си одговорна кон тоа? Не ми пречи, зашто да ми пречи кога сум веќе определена на спорт фудбал. Значи фудбалот се знае што бара. Значи мора да си ако сакаш, може да кажам дека ние не сме толку професионални во Македонија колку што се на пример некои странски клубови. Имаше ли разлика во тој дел кога беше во Холандија или во Да, Србија? многу, значи многу. Можам да кажам дека идевме на тренинг. Значи во собликувалните тоа никаде го нема. Прво и основно кај нас нема услови. Не тоа да ти го овозможат. Значи идевме на тренинг, во секоја собликувална идеш во собликувална и имаш флаша со вода, овоше најпрво, имаш нешто таму кој што здраво треба да се храниш. Тоа све препорачано од лекари, од доктори, од луѓе кои што се загрижени за тоа. Така, моментално колку тренинзи имаш дневно? Колку Сега, дена во неделата тренираш? значи тренираме секој ден, али морам да напоменам дека сега моментално сме на одмор, почнуваме од 6 февруари во хотел Истатов. Таму почнуваме со тренинг секој можен ден, пошто имаме фаза на репрезентативен план. Така, гледам уште фотографии.
Така, овие ги погледнавме и претходно. Добро, ќе ги скоментираме тие понатаму кои што ќе следува. Да се вратиме на надпреварите. Настапите, учествата со различни клубови, значени надпревари, патувања, има ли некој што ќе ти останете така во меморија, на кој што ќе се сеќаваш, кој што бил значаен за напредок на твојата кариера? Значи, можам да кажам, сеќавање ќе ми остане секогаш, пошто имам превише добри моменти поминато во ЖФК Тиквешанка Кавадарци, кој што, ете, спомнав, имаме освоено куп, правенство, тоа никогаш нема да го заборавам, пошто превише многу добри моменти, така со играчите ми беа многу блиски, кои што си поминавме преубави моменти. Значи, имаме утакмици кои што ги победувавме, се радувавме на нашите успеси и тоа нема никогаш да го заборавам во мојата кариера. Во Македонија и на југоистокот има доста спортски таленти, меѓутоа, ето, твоето искуство, има ли интерес кај женските за фудбал? Имаме, нели, женски фудбалски клубови тука. Каков е интересот? Или има ли многу женски, многу млади таленти кои што сакаат да играат таленти фудбал? Има. Значи, има многу млад потенцијал во нашиот регион зборам, али клубови нема. Значи, еве, и Статов постоеше, сега више постои една година. Малку беше на ниво доле, пак се формира клубот, кој што во нашиот регион нема клубови, само освен Тиверија, Струмица и Дојран. А млад потенцијал се разбира дека има, девојчињата знаат што сакаат, значи ќе спомнам, значи во Миравци на стадионот стално ги има девојчињата мали кои што доаѓаат со мене, трчаат и сакаат, има таа желба да станат еден ден фудбалерки. Каква ви е комуникацијата со останатите клубови низ Македонија, со фудбалерките? Предпоставувам имаш и пријателки кои приватно, нели, се дружите, ја спомена Наташа. Да. Значи, Наташа ми е една од најдобрите другарки, пријателки, секогаш немам никакви лоши зборови за неа, имам поминато страшни моменти со неа. Друго, комуникацијата со другите клубови ми е мене секогаш на ниво. Значи, јас со ниедна фудбалерка немам се искарано, со ниедна фудбалерка, освен така некогаш во конфликт, ако навлеземе во некои работи, ти си за Реал, јас сум за Барса, тогаш може нешто да има, али не ми врши некој притисок. Можам да кажам дека сум супер со сите фудбалерки, така на комуникација, разбирање, секогаш на ниво. А на терените? На терените е малку поостро, пошто секој сака победа, фала Богу. Мора да има малку тука и дуел. Нема тука само пријателство, ти ми си другарка и морам тебе да ти попуштам. Не, значи тоа го нема. Дали е фудбал груп спорт кој става збор за жените? За жените? За мене лично не е. Имало ситуации, нели? Знаеме фудбал, имало ситуации. Имало, да. Како е кај жените? Имало и тешка повреда, да кажем нешто потешко. Па да, јас имав, морам да кажем, една повреда, 6 месеци бев надвор од терените, кој што морав да одмарам. И ете, пак се вратив на терените, кој што не ми пречеше тоа, мојата желба, сакав пак на терените да дојдам. И малку од настапував долг период, 6 месеци, па не се малку. И можам да кажам дека повредите кај жените ги има. Ги има доста заради тоа што недоволно спремни, недоволни број на тренинг. И тоа понежни од мажите, претпоставувам. Да, понежен пол се разбира и тука настануваат тие повреди. Значи, моментално сега во Македонија го има исклучок со најголем дел од повреди. Моментално, овој период. Да позборуваме малку за твојот настап во репрезентацијата на Република Македонија. Како започна, како те повика, колку време си веќе таму? Значи, мојот прв настап за репрезентација беше од 12 години. Значи, кога играв уште за Валандово, дојде еден човек на крај на утакмица, ми зема податоци и вика: Бојана, вика, ти ќе бидеш повикана за некој период. Потоа сватив дека човекот е селектор до 17-19 ја репрезентација, бивши селектор, више не ми е, Добрислав Димовски. Мојот прв настап беше Турција, 2010 или 11, да не се лажам, да, 2011. Заминавме во Истанбул, кој што немавме право јас и Наташа да играме. Бевме превише мали.
Потоа се вративме во Македонија, имавме превише големи пријателски утакмици, квалификацијски клубови до 17 години репрезентација. Од 17 години репрезентација преминав во 19. 19 години репрезентација, најголем успех ми беше кој што се пласиравме во 16 во Европа, најдобре пласирани. Во група бевме со Луксембург, Литванија, Естонија, Македонија. Бевме први на табела, тоа е најголемиот успех кој што игравме европско првенство во Скопје на Филип II. Во 16-те да си најдобар во Европа, значи не е лесно да стигнеш до тој степен. До 19 години бевме во група со Шпанија, Италија, Франција. Значи превише тешка група, кој што ни беше многу тешко да преминеме во таа фаза, да стигнеме до полуфинале, финале. Потоа од 19 исто така настапувавме превише број на репрезентации, сега сум моментално во А, кој што имаме квалификацијски круг Европско 2017. Значи сега овој период се Да, овој подготвувате период. така. Значи сега моментално март имаме Балкански собир во Хрватска. Играме балкански лиги кои што играме пријателски утакмици. Март месец тоа ни се како пријателски за се да видиме до кај сме со квалитетот. Април месец, 12 април, играме во Словенија. Морам тоа да го кажам, во Словенија. И јуни месец ни се последните две утакмици кои што играме со Белорусија дома, не знам точно кој датум е, и идеме за Исланд. Играме за Исланд, тој ни е последниот настап. Тоа се плановите во репрезентација во Истатов, какви надпревари имате сега периодов? Периодот, значи, почнуваме со 23 март со правенство, затоа почнуваме малку порано со припреми, на 6 февруари почнуваме со тренинзи во Истатов. Потоа играме правенство, значи кога има некогаш оставка, кога идеме со репрезентација, сакам да кажам, тогаш немаме настапи за клуб, малку паузираат и за Истатов, значи, играме секоја недела. Секоја недела имаме утакмици, тренинзи, тоа е. На приватен план кој ти се, мислам, какви планови имаш за понатаму? Кажа дека може би ќе дојде крај и за фудбалот, ќе седнеш на професорска клупа, претпоставам тоа ти се плановите Да. за понатаму, нели? По завршувањето на факултетот. Значи, по завршувањето на факултетот, секој да, значи, имам желба да седнам еден ден професор, пошто за тоа учам и еден ден нема сигурно да играш фудбал до 35 години, 40, значи си има крај на кариера, кој што размислуваш во други работи. Мојот план за понатаму, значи, моментално сега играм. Може еден ден ќе дојде ден да ставам крај, али тоа не можам да претпоставам сега точно на која година може да биде. Додека дојде тој ден, имаш ли амбиции за некој друг клуб во Македонија или можеби за надвор? За надвор не размислувам, значи во ниедна прилика. Значи во Македонија моментално сум во Истатов, мене ми е супер во Истатов, кој што сум задоволна и немам некој план да отидам во друг клуб, а во Македонија морам да ти спомнам дека функционираат кои се први на табела, сите најдобри идат во првиот клуб. И функционира само првиот и вториот на табела, во прва лига сме само 10 екипи. Затоа немам план да идам во некој друг клуб, освен некогаш ако нешто се деси или Добиеш добра можност, нели? Да. Да не беше фудбалот, дали повторно би се одлучила за спорт и дали тоа би било повторно фудбал или некој друг спорт? Може би било друг спорт, значи јас како мала немав намери да почнам со фудбал. Имав многу имав желба да станам еден ден полицајка и да исто така идам во средно полициско, факултет полициско. Али моето мислење не било така. Значи си почнав со фудбал и еве завршувам со фудбал. И еден ден може ќе биде така спомнав професорско столче кој што стварно имам желба тоа да го работам. Ги следиш работите кога станува збор за македонскиот фудбал, може ли да ни кажеш еден коментар и за репрезентацијата и за македонските клубови?
да кажем нешто и за машките, нели цело време зборуваме за женските клубови, за нашите фудбалери, за македонците. Значи во Македонија морам да спомнам дека функционираат како фудбалери кои што играат за пари. Тоа морам да го спомнам, пошто има такви спортисти во Македонија. Плаќаат, идат во странство. Не, значи биди професионалец, значи биди тој што си, па биди човек во спорт. Пошто во Македонија и машки и жени некое ниво, значи твоите родители се, например, спортисти и детето мора да игра фудбал. Или па не се спортисти, мора да игра фудбал. Не мора да значи тоа. Значи, ако некогаш имаш квалитет, можеш да успееш во животот како спортист. Али без квалитет, џабе некој ти вика иди тренирај, кога не може во тоа да успееш. Дали смяташ дека квалитетот е доволен за да може некој без некој да те потурне, да бидеш успешен на терените, да одиш некаде во странство? Сметаш ли дека е потребна и друга поддршка? Па да, освен само квалитетот и талентот. Морам тоа да го кажам дека ако нема своји луѓе, во моје лично искуство кажувам дека да имав човек кој што можеше да останам јас во Холандија, значи јас дефинитивно ќе останав. На денешно време без манаџер си никој ништо. Мораш да имаш манаџер, па да обстанеш некаде на страна, али без луѓе државата ни е таква кој што не можеш ништо да функционира. Така. Бојана, јас ти благодарам за гостувањето, за издвоеното време, ти посакувам многу успеси како професионално, така и приватно, па се надевам дека многу наскоро ќе имаме нов повод за повторно да ни гостуваш, да разговараме и со нашите гледачи да споделиме она што е најново кај тебе. Ви благодарам, значи морам само да ја поздравам мојата фамилија, моите родители и исто така мојот брат. Ви благодарам на вашата покана за вашето студио. Се гледам. Почитувани гледачи, јас ви благодарам што и овој четврток бевте заедно со нас. Следна средба со мене ви закажувам наредниот четврток во истото време и на истото место со нови гости и нови теми. А до тогаш останете со програмската шема на нашата телевизија и имајте исполнет остаток од денот. Пријатно!